Celebrating English Language Day at the Dramsky Theatre in Skopje holds profound symbolic meaning. It reminds us of a moment in history when the UK stood in solidarity with North Macedonia, supporting not only reconstruction but the resilience of cultural life. For the British Embassy, this theatre is a symbol of friendship, shared values and the enduring power of culture to bring people together. Oxford English Dictionary currently contains 500,000 words, about 170,000 of which are still in current use. Whether in science, technology, the arts or international diplomacy, English is often the common ground on which people come together. Април не е случајно одбран како ден на англискиот јазик, затоа што истиот тој датум глобално во целиот свет се одбележува и како ден на Шекспир, затоа што Шекспир е роден на 23 април 1564 година, а умира на истиот датум, 23 април 1616 година. Тој своите драми ги пишува во периодот на англиската ренесанса, кога англискиот јазик доживува свој процут и кога е најотворен и најприемчив кон надворешни влијанија од различни јазици и јазични подрачја. Силните поетски слики, комплексните метафори и многобројните други стилски фигури, а особено моќниот стих, кој што како вид на версификација е познат како белиот стих или бланкверс, Шекспир го доведува до совршенство. Бројките варираат, но се смета дека во неговите драми тој користи вокабулар од повеќе од 20.000 зборови, а во однос на нови зборови, кованици, фрази, идиоми, кои што тој ги воведува во англискиот јазик или пак нивната употреба е првпат забележана во неговите дела, се денеска интегрален дел од современиот англиски јазик и таа бројка изнесува над 1500. Затоа можеме да кажеме дека на некој начин Шекспир представува метафора или метонимија за англискиот јазик воопшто. Рекла дека ако еден актер никогаш во животот не изговори стихови на Шекспир на сцената, исто како да не одиграл ништо во животот. Ако еден режисер никогаш не постави дело на Шекспир на сцената, исто како да не изражирал ништо, затоа што ни едниот ни другиот не се соочиле со гениалноста на овој голем автор. Затоа ние секогаш студентите ги втурнуваме во таа неедноставна авантура во третата година од студиите да изговорат стихови од драмите на Шекспир или да постават нешто од делата на Шекспир. Тоа за нив не е лесна задача, но велиме дека делата на Шекспир се конј од кој што може да се падне. Не е срамота да се падне, но ако се остане на конјот, ако се успее да се одржи таа рамнотежа и тој баланс, тогаш тој конј сигурно ќе те однесе токму онаму каде што посакуваш и дури и мечтаеш. Она што Шекспир го одвојува од другите и го прави толку посебен е неговата способност да навлезе длабоко во човечката психа и да создаде ликови кои се сложени, живи и вечно релевантни. Неговите ликови не се црно-бели, ниту едноставни, тие се исполнети со внатрешни конфликти, сомнежи, страсти, грешки, копнежи, токму како и луѓето во реалноста. Покрај тоа неговиот јазик е поетски, богат со метафори, значења, а сепак е директен и разбирлив. Тој знаел како да ги спои филозофијата и емоцијата, да зборува за политиката и љубовта, за трагедијата, за хуморот. Затоа тој не е само автор од минатото, туку глас што и денеска одегнува силно во сегашноста.